Следуваат на новите вести на Слободна ТВ. Без договор за уставните измени и заеднички заклучоци, но со поединични барања, меѓу кои и за предвремени парламентарни избори и за официјално барање од Софија за признавање на македонското малцинство, заврши лидерската средба што на иницијатива на премиерот Димитар Ковачевски се одржа вчера во собранието. На покана на премиерот за средбата која иницираше за дискусија за европската иднина на државата и за одлуките што треба да се носат во собранието со широк политички и општествен консензус, не се одзваа само лидерите на левица Димитар Апасиев и на Беса Билјалка сами. Пред лидерите беа изнесени детали за евроинтеграциите, справувањето со енергетската криза, основните предпоставки во буџетот за 2023 година, антикризните мерки, а председателот на собранието ги објаснил и процедурите и постапките за евентуални уставни промени во државата. Ковачевски посредбата изјави дека побарал договор за национално единство за Европската унија и одговорност од сите, собранието да функционира непречено, сите пратеници да се вклучат во носењето на законите, а темата на Европската унија да не биде терен за дневна политика. Нема заеднички заклучоци од средбата со кои побарал од парламентарните партии за членување во Европската унија да се смета за надпартиски интерес и сите чинители да дадат целосна поддршка. За него е клучно што се седнало на маса и се разговарало, и тоа според Ковачевски е позитивен сигнал и кон граѓаните. Министерот за надворешни работи Бујар Османи во рамки на својата официјална посета на Бугарија денеска ќе оствари средба со својот домаќин шефот на бугарската дипломатија Николај Милков, пошто ќе се одржат пленарни разговори меѓу двете делегации. Меѓу темите на разговорите се очекува да биде и практичното спроведување на договорите постигнати меѓу Македонија и Бугарија, инфраструктурното поврзување, секторската соработка и европската интеграција на Македонија. Во рамките на работната посета на Софија, министерот Османи ќе оствари средба и со премиерот на Бугарија Галап Донев. Шефот на дипломатијата денеска ќе се сретне и со лидерите на главните политички партии на 48-то Народно собрание на Бугарија, меѓу кои и со Бојко Борисов од ГЕРБ и Кирил Петков од Продолжуваме со промената. Во Основниот суд Тетово денеска треба да почне судењето за пожарот во Тетовската модуларна болница што се случи на 8 септември 2021 година, во која 14 луѓе ги загубија животите, а имаше и десетици повредени. Во 10-месечната истрага почетокот на судењето беше закажан за 6 септември, па се одложи на 14 октомври поради отсуство на двајцата од обвинетите. На 14 октомври беше одложено за денеска поради тоа што двајцата од обвинетите немаа адвокати. Обвинетите се директорите Флорин Бесими и Артан Етеми, како и докторот Бобан Вучевски и клиничката болница Тетово, како правно лице. Тетовското обвинителство ги обвини двајците директори за кривично дело тешки дела против општата сигурност и докторот Бобан Вучевски за кривично дело непостапување според здравствените прописи за време на епидемија, додека правното лице клиничка болница Тетово за кривични дела предизвикување на општа опасност и непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Во октомври 2021 година по вештачењето на МВР обвинителството информираше дека пожарот во модуларната болница настанал како последица на запален продолжен кабел на кој бил приклучен дефибрилатор апарат за реанимација, полнер за мобилен телефон и уште еден уред, информираше обвинителството. Американците денеска избираат нови членови на Конгресот, односно целиот состав на представничкиот дом и третина од членовите на Сенатот на меѓуизборите кои се наречени така затоа што се одржуваат секои 4 години во ноември на половина од мандатот на претседателот на државата. Овие избори се сметаат за своевиден референдум за актуелната администрација на претседателот Џозеф Бајден, која се соочува со бројни предизвици во време на голема поларизација на американското општество. На овогодинешните избори американците гласат за сите 435 места во представничкиот дом, 35 од 100 места во Сенатот и 36 од 50 државни гувернери, како и бројни други локални функции и гласање за одредени локални прашања. Анкетите покажуваат дека републиканците се во предност кога станува збор за представничкиот дом, долниот дом на Конгресот, додека изборите за членовите на Сенатот ќе биде понеизвестен. Одлуката за тоа кој ќе го контролира Сенатот во следните 4 години најверојатно ќе ја донесат гласачите во Пенсилванија, Џорџија и Невада.
Постои можност на конгресните избори републиканците да го вратат мнозинството во представничкиот дом на Конгресот, бидејќи играат на економската карта, тема што во моментов најмногу ги фрустрира гласачите. Демократите од друга страна својата кампања ја заснуваа на прашањата како што е абортусот, кои се во центарот на вниманието. Демократите од друга страна својата кампања ја заснуваа на прашање како што е абортусот, кои се во центарот на вниманието, откако Врховниот суд летоска ја укина универзалната заштита на правото да се прекине бременоста. Доколку републиканците го преземат долниот дом, ќе назначат и нов спикер кој ќе ја презеде функцијата на 3 јануари 2023 година. Со тоа тие ќе одлучуваат за комисиите и за кои законски предлози ќе се расправа. Враќањето на републиканското мнозинство би било и победа за поранешниот претседател Доналд Трамп, кого демократите во представничкиот дом го означија како одговорен за насилството во Капитол на 6 јануари 2021 година. Ги следевте најновите вести на Слободна ТВ.